Вие сте го повикале во репрезентација на 17 години. Што видовте кај него за да биде дел од националниот тим на толку млада возраст? Видов квалитет, видов карактер, видов победник, видов некој кој има голема иднина. А тоа го потврди, ајде ќе спомнам, надпревар помеѓу Работнички и Струмица, каде што ние бевме, не знам дали се сеќава, тој беше уште многу млад. Баш тогаш фактички го доби моето, ме освои со неговата игра, симпатии. Освои моите симпатии. Ние бевме на вистина изразити фаворити на тој надпревар. Добро, имавме поголем дел од репрезентативците беа кај нас и игравме како и секоја година финале, а Струмица беше од втор план. Да не речам аутсайдер, меѓутоа млада екипа во која тој отскокнуваше со својот квалитет. И ние два и успеавме да го победиме тој надпревар. Стигаше во 3 добиени надпревари. Првиот го добивме во Скопје, па изгубивме во Струмица. И победивме во Скопје два и некако, дали пак изгубивме решавачкиот надпревар, после се сеќава помлад е сигурно повеќе, меѓутоа без разлика на резултатот беше многу тешко затоа што фактички играше сам против сите овие плејада на репрезентативци од другата страна и можеби тогаш ја заслужија титулата. Се радувавме како да сме освоиле Лига шампиони, ние во Работнички кои каде што имавме голем дел репрезентативци со целото наше искуство со сите освоени титули, прв пат не идовме на еден голем проблем, Никола Ѓоргиев, и од тогаш стана. А колку за репрезентативец, нека каже сега како било поточно за тоа. А тогаш за таа баш интересна година, бидејќи таа беше моја последна година во Струмица, ја памтам многу убаво бидејќи првата играше на 3 добини. Првата утакмица у Скопје 3-1 за нив. Зедовме сет, бевме срекни као по пат, комбе, песни, музика и се од Струмица. У Струмица они доаѓаат без Жарко Ристовски, капитен на репрезентацијата го свитка с глобот. Не сакав да кажам да не речиш сега дека се вадиме на ја повреди. памтам такви работи, памтам. Но многу беше интересно бидејќи игравме во сала Партизан. Во сала Партизан, а ја нели сум втора година средно, Сабајле сам тренирам или кој Владо Милев, нели нашиот исто прославен репрезентативец, е поручек на школа, пошто он одеше редовно, и јас и он трениравме Сабајле. Тренери Кире Ричлиев и Илија Караманов, нека Бог го прости. И Сабајле која бев сам со Илија Караманов, од кец во кец сервис, од кец во кец, ама може 100, 200 сервис. И се сеќавам првиот сет 24-23 ја аз од кец до кец, третиот сет 28-27 ја па аз. И знам дека тогаш бевме многу срекни, 3-0. Победивме 1-1, третата пак во Струмица. Беше некако 1-2-2, две у Скопје. И Жаре доаѓа, Жаре свитка на ногата, ама игра. И се сеќавам 3-2, 14-13, лош прием, мене нешто Аце Митев со Чекич и ја омрежа. Некако од втора линија омрежа. И вие почнате да се радувате, многу онака, ја тажен, плачев, после утакмица, знам другар ми доаѓа ме теши, одеме у Скопје и сега очекуваме, нели? Меѓутоа пак се држиме. И 3-1 за нив. И знам дека после имаш у македонски спорт, селекторот Јошко вика, ова ни беше една од најтешките титули. И за нас тоа представуваше како голем, дека сме постигнале голема работа. И стварно тогаш таа екипа беше многу добра. И ја мислам дека во денешно време, сега ако играме во оваа лига, таа екипа на Струмица, мислам дека тешко некој да ја победи. И уште еден момент како ривали. Јас тренер на Будванска Ривиера, тој најдобар играч на Раднички Крагуевац. Игравме во ЦЕФ Куп, еден од најважните надпревари за пласман, ако беше или во полуфинале или на Final Four. Четвртфинале беше тоа. Тоа беше четврт кој да влезе во Final Four. Во Крагуевац првиот надпревар, мислам луѓето висеа на рефлектори, имаше тако е 4000 салата, може да имаше 5000 луѓе. Имавме интернационална екипа, не вика не знам како Бенетон, затоа што United Color of Benetton имавме од Бразил, имавме од Америка, имавме од Австралија, имавме од Бугарија. Имавме да вистина добра екипа и победивме 3-0 тамо, тежок надпревар. И вториот надпревар кој треба да биде фактички само формален во Будва и да се пласираме во следното коло, односно може да и беше и за Final Four, доаѓа тие растеретени, а тој игра, да не речам, сам водат 2-0.
ако не се лажам 2-0 беше, едвај успеавме да се пласираме пак заради него. Значи тоа беа два моменти каде што бевме како ривали, каде што ми направи наистина Голоболки. стресни ситуации. Меѓутоа после тоа во Турција по долги години заедно харавме низ целата турска лига со Фенербахче, со Галатасарај, со тие се моменти па уште повеќе кои ќе ги памтиме и кои не се забораваат.